Деновиве судот во Страсбург отвори сериозни прашања во врска со предметот Тенк, во кој Гордана Јанкуловска, екс-министерката за внатрешни работи, беше осудена на затворска казна. Што значи ова? Ова е редовна постапка, прегледува еден судија предметот, па доколку има нејасноти, доставува до владата одредени прашања. Предмет... Или како? Ајде ве молам да објасниме за јавноста. Не, тие предмети каде што постапува еден судија, напротив. Ако ја земете самата одлука, сега, со поставените прашања, ќе видите дека во суштина Европскиот суд за човекови права поставува одредени прашања, на кои што државата, како друга странка, значи стандардот на фер судење се применува, има една странка која што едно зборува, има друга странка, тоа е во конкретниот случај државата, која што треба да даде одговор на овие прашања. Значи судот одговара на апликацијата. Судот по апликацијата ја гледа Може да одговори или не може да не мора да одговори? Вообичаено се поставуваат прашања и на тие кога е особено кога станува збор за сериозен предмет, и на тие прашања одговара владата. Кога ќе се добие одговор на владата, тогаш се, како да кажам, се споредуваат тие писмени или тие два говори и на владата и на странката, и тогаш веќе можеме да зборуваме за утврдување на одредена фактичка состојба, која што може да доведе до утврдување на повреда, до утврдување на немање на повреда, или ако сакате и до утврдување дека нема потреба одредени делови од апликацијата да се испитуваат. Што може сега да очекуваме во овој случај конкретно? Како според вашето искуство во Судот за човекови права во Страсбург во врска со предметот Тенк? Јас повторно како судија не можам да одговорам на ова прашање додека не ја слушнам и другата странка што одговара и како одговара. Во еден случај само можам да кажам дека треба многу да се внимава што националното право предвидува, што предвидуваат стандардите на фер постапување. И да се споредат тие стандарди и да се види како тие стандарди се имплементирани во дадениот случај. Како